Централен дневник во 20 часот. И во ова издание, информативната редакција на К1 со најнови информации. Останете со нас, започнуваме веднаш по настаните на денот. 38 полицајци повредени во синоќешните протести во Скопје. Општина Велес го доби првото писмо со намера од странски инвеститор за инвестирање во индустриската зона Мамутчево. 4 нови проекти на Центарот за развој на Вардарски плански регион. Стаса првото писмо со намери на заинтересиран инвеститор во индустриската зона Мамутчево. Од локалната власт велат дека со средства обезбедени од Вардарскиот плански регион, деновиве ќе започне изработката на техничката документација. Иако се уште целосно неоформена индустриската зона Мамутчево кај Велес почна да се полни, првиот инвеститор и официјално доставил писмо со намери до локалната самоуправа. Ова за експертите потврда дека сликата во Велес се менува. Општината го враќа стариот епитет прв индустријски град. Сакам да кажам дека веќе стаса првото писмо со намери на заинтересиран инвеститор во индустријска зона Мамутчево. Како шеста индустријска зона во Велес, Мамутчево ќе биде најголема. Со средства обезбедени од Вардарскиот плански регион, деновиве ќе започне изработката на техничката документација. Индустријската зона Мамутчево е лоцирана на регионалниот пат Велес-Штип, на идеална локација која има можност да донесе економски и социјални бенефиции за општините Велес, Лозово, секако тука паѓа дел и од Свети Николе. Зоната опфаќа повеќе катастарски парцели со вкупна површина од околу 68 хектари и е наменета за лесна и за незагадувачка индустрија. За реализација на овој проект се издвоени средства во висина од 1 милион 865.802 денари. За сега во велешките индустријски зони градат домашни инвеститори, но и германската Макарт. Очекувањата се наскоро со градба да започне германската Јапоне, а со нетрпение се очекува и обелодонување на името на инвеститорот, кој својата инвестиција ќе ја започне во погоните на некогашна парцеланка. Вардарскиот плански регион започнува со имплементација на 4 нови проекти. Пари во висина од 10,5 милиони денари се обезбедени од Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. Од реализацијата на овие проекти, бенефит и подобрување на животните услови ќе имаат граѓаните од регионот. Вардарскиот плански регион ќе работи на 4 нови проекти финансирани од Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа. За реализација на истите обезбедени се 10 милиони 488.494 денари. Советот за развој на Вардарскиот плански регион ги утврди како приоритетни за развој на регионот. Прв е проектот за изработка на техничка документација за индустријската зона во село Мамутчево, истакна председателот на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион Славчо Чадиев. Проект наменет за реконструкција и адаптација на горниот спрат на поранешната зграда на Радио Велес. Проектот ќе резултира со отварање на нови канцеларии во Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Третиот проект, кој во наредниот период ќе се имплементира, е регионален центар за поддршка на граѓанскиот сектор во општините од Вардарскиот плански регион, со седиште во општина Кавадарци. Ке се реконструира и адаптира стара зграда во општина Кавадарци. Четвртиот проект, што ќе се имплементира во наредниве месеци, е со наслов опремување и уредување на рекреативен туристички центар Езеро Подлес, село Подлес, општина Градско. Вештачката акумулација Подлес ќе прерасне во рекреативен туристички центар кој ќе стане подостапен и попривлечен. Центарот за развој на Вардарски плански регион продолжува со реализација на низа проекти со цел подобрување на животните услови на граѓаните од регионот.
Насилните демонстрации кои беа дел од вчерашниот протест пред владата на Република Македонија резултираа со повреди на 38 полициски службеници и едно цивилно лице, кое изјавило дека физички било нападнато пред владата. Поради непревземањето мерки од страна на организаторот за безбедно одржување на собирот, приведени се вкупно 30 лица. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска ги посети хоспитализираните полицајци. Во времето помеѓу 18:30 до 19:30 часот, од страна на групата граѓани што се наоѓава на скалите, беа иницирани повеќе насилни инциденти и повеќе нарушувања на јавниот ред и мир. Во неколку наврати со бекатон, плочки, камења, шишиња, јајца, домати и други тврди предмети е фрлано кон кордонот на униформираните полициски службеници и кон објектот на владата на Република Македонија, и симнати се и државните символи, односно знамето на Република Македонија од јарбовот пред објектот на владата. Од страна на одговорниот старешина дадена е устна наредба кон собраната маса мирно да се разотидат и да не го нарушуваат јавниот ред и мир. Но наредбата не е испочитувана од страна на масата и повторно масата започна со фрлање на предмети кон полициските службеници. По ова од страна на униформираните полициски службеници се пристапи кон потиснување на масата и воспоставување на нарушениот јавен ред и мир и при тоа масата е пренасочена кон булеварите Свети Климент Охридски, кон Соборниот храм, булеварот Партизански одреди и булеварот Илинден во правец на фонтаната во градскиот парк. Во рамките на проектите за развој на општините од Вардарскиот плански регион, одобрена е инсталација на фекална канализација во кавадаречкото село Бохула и невладините организации ќе добијат комплетно нови простории во заеднички објект кој ќе се гради позади музеот во Кавадарци. Село Бохула ќе добие подземна канализациона мрежа со должина од 1150 метри. Проектот е одобрен од Бирото за регионален развој за подобрување на подрачје од Вардарскиот плански регион. Со овој проект ќе се создадат услови за поинтензивен развој на селото, кое се наоѓа под падините на Кожов во реонот на ски центарот. Планирано е да се реконструира и пристапниот пат Крњево Бохула за целосна инфраструктурна промена и рурален развој на општина Кавадарци. Добивме 1.800.000 денари од страна на Бирото за регионален развој, на кој што ќе ги придодадеме и нашите 1.800.000 денари, со што со 3.600.000 ќе пристапиме кон реализација на овој проект, односно комплетно инсталирање на подземна инфраструктура, односно канализација за ова село. Комплетно нов лик ќе добие и руинираната површина позади музејот во Кавадарци, која долги години не е во функција, а во минатото била угостителски објект. Како сума околу 5,5 милиона денари, во кој што ќе учествува со поголем износ, односно во износ од 4.800.000 Бирото за регионален развој, со 600.000 ние како локална самоуправа за хортикултурно и партерно уредување и подоцна UNDP со делот од на опремата кој што ќе го донира внатре. Односно во блиска иднина сите невладени организации ќе бидат тука сместени на едно место и ќе имаат свое катче каде што ќе можат уште поуспешно да действуваат. 71 милион денари се предвидени за реализација на 23 проекти за развој на планските региони во текот на 2015 година. Средствата се распределуваат според степенот на развиеност за периодот од 2013 до 2017 година. Градоначелниците на општина Велес и Кавадарци презентираа два проекта преку кои би ги олесниле условите за лицата со попречености во развојот. Имено, во зградата на општина Кавадарци ќе се гради надворешен лифт преку кој врската помеѓу овие лица и административците ќе биде подостапна. Во општина Велес пак едно основно училиште ќе биде изграден ескалатор со кој движењето на лицата со хендикеп би било поедноставно. Повеќе за овие проекти кои се во соработка со UNDP од изјавите на градоначелниците Чедиев и Панов.
во висина од $50,000, каде што 50% учествува UNDP, 50% е општина Велес и во едно основно училиште ќе биде поставен лифт кој ќе биде внатрешен и кој ќе има својата намена секако за лица со посебни потреби, меѓутоа и према потребите за сето она што ќе се користи во училиштето. Истовремено ќе се среди и еден парк за лица со посебни потреби во кругот на Младинскиот парк, еден дел од паркот, бидејќи е голем тој парк, и исто така ќе постави еден летиковец повторно со таа намена. И во Кавадарци ќе се изгради еден надворешен лифт во општина Кавадарци, во зградата на општина Кавадарци, каде што ќе може да имаат непречен пристап сите луѓе со посебни потреби во општината. Исто така предвидена е забавен парк, предвиден е летниковец и еден WC јазол. Одлучивме тоа да биде во основното општинско училиште Гоце Делчев. И со тоа да заокружиме една прва фаза, која што значи непречен пристап на сите граѓани до јавните институции. Започнува исплатата на субвенциите за тутунопроизводителите за реколтата од 2014 година, информираше заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски. Повеќе во прилогот на колешката Надица Бисиновска. Започна процедурата и постапката за исплата на субвенциите за тутунопроизводителите за реколтата од минатата година, информираше заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски како одговор на пратеничко прашање. Субвенцијата за тутунот се одредува врз основа на предаден тутун, така што сите земјоделци кои предале тутун од реколтата 2014, согласно предадените количини, во целост ќе ги добијат парите од субвенциите. Истите ќе бидат исплатени согласно законот, по €1 во денарска противвредност за килограм предаден тутун. Стотина деца од детската градинка Димче Мирчев во посета на полициската станица во Велес. Посетата беше во рамки на превентивните активности на полицијата за нејзино доближување до граѓаните. На овој начин, Велешкиот сектор за внатрешни работи го одбележува и 7 мај денот на полицијата. Како е да се биде полицаец и што се има во полициската станица, учеа најмладите велешани. Група од стотина дечиња од детската градинка Димче Мирчев ја посетија полициската станица во Велес. Посетата е во рамки на превентивните активности кои полицијата ги реализира за доближување до граѓаните и практикување на концептот Community Policing. Оваа активност е и во знак на одбележувањето на денот на полицијата, 7 мај. Дечињата имаа можност најпрвен пред зградата на СВР Велес да ги разгледаат возилата со кои што располагаме, со дел од возилата. Мислам дека и тој дел им беше најинтересен. Потоа влегоа и се запознаа со дежурната служба, каде што полициските службеници 24 часа ја извршуваат својата задача, односно просторијата каде што се јавувате всушност кога се јавувате на 192 и потоа во делот просториите каде што полициските службеници ги обувуваат своите задачи. Најмладите пак возбудени веќе велат дека кога ќе пораснат ќе бидат полицајци. Пред велешката полиција испее и песничка која ја научиле за оваа професија. Децата разгледа и опремата со која располага полицијата, зашто покажа и најголем интерес. Почнувајќи од возилата на полиција, па опремата која должи полицијата, опремата со која располагаме и начинот на кој ние работиме. Така да имаше голем интерес. А се надам дека тоа ќе биде и кај поголемите групи. Овој проект од секторот за внатрешни работи од Велес планираат да го прошират и со повозрастните деца и да бидат опфатени и општинските основни училишта. Мотособир во сабота во Велес во организација на мотоклубот Носачи на крстот. Целодневна програма, добра музика и забава најавуваат организаторите. Повеќе во изјавата на Горан Јовик. Овој викенд ја почнува долго очекуваната забава која секоја година ја организираме. Морам да се пофалам дека ова 6-та година поред како клубот Носачи на крстот ја организира оваа забава, нормално со помош на општина Велес. Забавата почнува во 10 часот наутро кога почнуваат да се собираат моторџиите.
потоа следи во 12 часот надпревар во вешто возење на моторџиите на нормално таму припремена стаза, пошто следат и пригодни награди за највештите моторџии. Потоа имаме во 18 часот почеток на дефилето, кога се собираат сите моторџии и го правиме дефилето низ Велес. Нормално да и гостите го запознаат градот, значи тоа важи за моторџиите кои ќе ни дојдат од страна. Веќе тука морам да споменам дека моторџии кои ги очекуваме од страна, тоа се и од нашите соседни земји, Бугарија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Албанија и нормално сите мотоклубови од Македонија. После завршување на дефилето се враќаме повторно на просторот околу Мотел Македонија, каде што почнува и мотозабавата. На оваа година ќе ни бидат гости само Тони и две жени, потоа Дани со нејзиниот бенд, Бекдор бенд, така да ова воедно ги поканувам не само моторџиите, него и сите љубители од градот на добрата забава, на рок забавата, да повелат влезот е слободен, цените за пијалоците ќе бидат пригодни, така да нека повелат во сабота вечер да уживаат во звуците на овие бендови. Локалната библиотека Гоце Делчев синоќа во салата Бели Мугри го одбележа својот патронен празник. Во рамки на манифестацијата доделени беа благодарници на најверните читатели, како за најмладиот, така и за највозрастниот читател. Директорот Игор Крајчев ги пофали Велешани како доста добри читатели. По повод 112 години од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, локалната библиотека која со гордост го носи неговото име, го одбележа својот патронен празник. Благодарници до сите своји соработници кои изминативе 365 дена беа најредовни во библиотеката, упати директорот Игор Крајчев, кој смета дека истовремено со овој гест ќе ги поттикнат и понатаму да се дружат со книгите, бидејќи сето наследно знаење на светот се наоѓа во книгите. Бројката на читатели во библиотеката од ден на ден се повеќе се зголемува. Според Крајчев, Велешани се добри читатели и се едни од највредните. Имаме некаде околу 2500 на читатели. Сметам дека Велешани се доста добри читатели, дека се доста запознаени со она што е светски тренд. Често пати знаат да ни дадат одредени насоки во тоа за тоа што е актуелно на светските пазари, дали ги имаме тие книги, па некогаш дури се и понапред од она што како понуда се наоѓа на нашата издавачка сцена. Благодарници добија најдобрите читатели, но и најстариот и најмладиот. 5-годишната Ања Арсовска е најмладиот читател во локалната библиотека. Како најредовни читатели беа прогласени Благоја Ставрески, Бојана Петрова Ангеловска, Елена Атанасова, Димче Ингилизов, Весна Ристова, Бурче Борисов и Петар Чиров, кој беше прогласен за најстар читател. Благодарница за најредовен во периодика доби Борис Атанасов. Учениците читаат и тоа доста, особено на литература која што ми е потребна за училишните, за наставата. Студентите доста ги користат оние наслови кои што ги промовираше владата на преводи на стручна и научна литература за своите наставни потреби. Потоа повозрастната публика ги користи оние бестселери. Од библиотеката велат дека ја следат работата на издавачките куќи, но добрата комуникација со нив е многу важна. Често пати по нивна препорака се набавуваат најчитаните наслови. Во рамки на синокешното одбележување настапија и велешките танцови амбасадори, балетското студио Анабела. Следуваат вестите од Македонија. Холандска Антура ја отвора фабриката во Кочани. Економијата на здрави нозе, растот најбрз во Европа. Македонија се наоѓа на 37-то место во однос на квалитетот за живот на мајките и децата. Холандска Антура ја отвара фабриката во Кочани. Компанијата ќе инвестира над 6 милиони евра и ќе вработи над 300 граѓани во Кочанскиот регион, во фабрика со најсовремена технологија за производство на орхидеи и украсни цвеќиња, наменети за глобалниот пазар.
Антхура МК почна со градба на фабриката во декември 2013, а веќе од оваа година има тековно пробно производство и вработени 150 лица. Покрај првично вработените 150 луѓе. Во наредниот период се очекува бројката на вработени да се искачи на 300 до 400 директни вработувања, што секако е од особена важност за Кочани, за Виница, за Зрновце и сите околни населени места. Она што е исто така значено е што фирмата е целосно извозно ориентирана и ќе има свој допринос и во зголемувањето на македонскиот извоз во земјите од Европа и светот. Министерот без ресор за привлекување странски инвестиции Веле Самак и представници на мултинационалната холандска компанија Антхура International денеска присуствуваа на отворањето на новоизградената фабрика на холандскиот инвеститор во Кочани. Според министерот Самак, ова е уште еден пример на отворање работни места преку нови фабрики, како резултат на огромните напори за привлекување странски фирми во Македонија. Додека во Европа полека стигнува економската пролет, македонската економија цврсто стои на нозе и трасира пат за уште поголем раст. Според последната пролетна прогноза на Европската комисија, македонската економија ќе расте најбрзо во Европа и оваа и наредната година. Аналитичарите на Европската комисија очекуваат раст на бруто домашниот производ од 3,8% во 2015, односно 3,9% идната година, со што Македонија е на првото место во стариот континент. Колку за споредба, Европската Унија ќе има 1,8% раст на БДП годинава, а само 2,1% до година. Во рамки на Унијата, највисок економски раст се очекува да имаат Ирска и Малта. Европската комисија најавува дека се очекува да продолжи да се намалува невработеноста во Македонија и од 28,1% минатата година, годинава да достигне 27,4%, а во 2016 да се намали за уште 1% и да изнесува 26,4%. Македонија е 37 рангирана на листата за 2015 година на глобалната непрофитна организација Save the Children за квалитетот на животот на мајките и децата. Во однос на ланската ранг листа, Македонија се искачува за 3 места погоре. Од вкупно 179 држави опфатени со извештајот, првите 5 позиции на листата им припаѓаат на скандинавските земји. Во извештајот, меѓу другото, фокусот е ставен на животот на мајките и децата во урбаните средини, каде разликите меѓу најбогатите и најсиромашните се најочигледни во главните и во големите градови во светот. Во најголемиот дел од земјите вклучени во истражувањето, децата кои живеат во најсиромашните урбани средини, веројатноста да починат пред да наполнат 5 години е 2 пати поголема во однос на децата кои живеат во најбогатите градски средини. Од организацијата наведуваат дека високото ниво на детска смртност во предградијата се должи на мноштво фактори, меѓу кои социјалните и економските разлики. Над 7500 загинати во земјотресот во Непал. Андреас Лубис проучувал и друг авион во истиот ден на несреќата. Грчкиот министр за финансии Јанис Варуфакис не очекува брз договор на состанокот на министрите за финансии на еврозоната. Завесите од светот, Бојан Нанев. Бројот на загинатите во разорнувачкиот земјотрес со магнитуда од 7,9 степени по Рихтер од 25 април надмина 7500 загинати, објави Националниот центар за вонредни состојби. Поседуваме обновени информации за 7557 загинати и 14536 настрадени, се наведува во објавата на официјалниот микроблог на центарот. Земјотресот од 25 април се смета за најсилниот што го погодил Непал во последните 80 години. Во земјотресот од 1934 година загинале 8500 луѓе, а непалските власти стравуваат дека во последната стихија бројот на загинатите ќе надмине 10.000 луѓе. Во катастрофата, според последните податоци, целосно се разурнати 191.000 домови и уште 175.000 се оштетени. По главниот потрес, регистрирани се уште 90 последователни земјотреси, така наречени автершокови, со помали магнитуди помеѓу 3,2 и 6,9 степени.
Копилотот на авионот Airbus A302 на германската нискотарифна воздухопловна компанија Germanwing, кој во март цурна во југоисточна Франција, Андреас Лубиц, пред несреќата ги проучувал податоците за планирање и се обидел да ја намали височината на авион на друг лет истиот ден. Според пишувањето на германскиот весник Bild, кој се повикува на извори блиски до истрагата што ја води француското биро за истраги на авионски несреќи, кој во среда треба да биде објавен прелиминарниот извештај за текот на истрагата на падот на Airbusот, во кој е набележано дека Лубиц проучувал намалување на височината во авионот во текот на лет од Дизелдорф до Барселона, истиот ден во кој се случила трагедијата. Според изворите на весникот, во извештајот ќе биде истакнато контролираното планирање на авионот, кое што траело неколку минути и кое не било оправдано од аспект на воздухопловната навигација. Грчкиот министер за финансии Јанис Вароуфакис не очекува дека Атина и меѓународните кредитори ќе постигнат конечен договор на следниот состанок на министрите за финансии на еврозоната во понеделник, на ден пред исплатата на ратата на Меѓународниот монетарен фонд. На состанокот во понеделник секако ќе имаме плодна дискусија на која ќе биде потврден голем напредок, а воедно тоа ќе биде и нов чекор кон постигнување на конечен договор, изјавил Вароуфакис. Грчкиот министер додал дека целта на Атина е да се постигне нов аранжман со кредиторите за да се надмине финансиската криза. Во продолжение вестите од спортот, запрене рекордот на голманот на Брегалница Филип Гачевски, кој не прими гол 912 минути. Фудбалскиот репрезентативец Александар Трајковски со преселба во италијанскиот прволигаш Палермо. Прекинато е рекордното време без примен гол на голманот на Брегалница Филип Гачевски. На денешниот меч меѓу Брегалница и Хоризонт Турново, Ѓорги Танушев успеа да го надмудри Гачевски и да стави крај на рекордот, кој достигна цели 912 минути. Според Институтот за меѓународна фудбалска историја и статистика, Гачевски не влезе меѓу топ 50 голмански достигнувања, но е на 53-та позиција. Второ рангиран голман во Македонија, кој претходно го држеше рекордот, е Томе Пачовски со остварување од 791 минута без примен гол. Македонскиот 22 годишен репрезентативец и фудбалер на белгискиот Зулте Варагем Александар Трајковски од наредната сезона ќе настапува во италијанската прва лига во дресот на Палермо. Оваа информација е потврдена денес од страна на претседателот на италијанскиот прволигаш Маурицио Зампарини. Трајковски ќе се пресели на Сицилија како слободен играч, а договорот е со време трајање од 2 години за тимот од Серија А, кој моментално се наоѓа на 11-тата позиција од табелата. Трајковски сезонава одигра 33 надпревари за Варагем, на кои 4 пати се запиша во листата на стрелците, а исто толку голови има постигнато за нашата репрезентација на 22 надпревари. Тој ќе биде третиот македонец кој годинава ќе направи преселба на Апенините. Во првото полуфинале во Торино, Јувентус го совлада Реал Мадрид со 2:1. Атланта и Мемфис изедначија со 1:1. Алонсо со нов договор за Макларен. Меѓународен спорт во продолжение. На првиот полуфинален меч од Лигата на шампионите, италијанскиот првак Јувентус обезбеди предност од 1 гол против актуелниот европски првак Реал Мадрид, славејќи со 2:1. Италијанците заслужија оваа победа со квалитетна и посветена игра во текот на двете полувремиња, па со капитална предност ќе заминат во вториот полуфинален надпревар во Мадрид. Избраниците на Алегри поентираа со голот на Мората и преку пенал кој го постигна Тевес, додека за кралевите реализира Роналдо. Во вториот полуфинален дуел, вечерва на Nou Camp, Барселона го пречекува Баерн Минхен.
Атланта во полуфиналната серија од плейофот на Истокот издрмни на 1-1 на домашен терен против Вашингтон, стигнувајќи до победата од 106-90. Јастребите во овој дуел беа далеку подобар противник, а нашиот Перо Антеќ за околу 20 минути минати на теренот запиша 8 поени, надополнети со 3 скока, а постигнатата тројка на 5 минути до крајот беше клучна за неговиот тим да се одлепи со висока предност. Во втората полуфинална серија од Западот, Мемфис исто така изедначи на 1-1, изненадувајќи ги на гости Golden State Warriors со резултат 90-97. Возачот во Формула 1 Фернандо Алонсо потпиша нов 3-годишен договор со тимот на Макларен, а оваа информација официјално ја потврди шефот на истоимениот тим Рон Денис, кој истакна дека тој се согласил на договорот без дополнителни опции и клаузули. Според новиот договор, Алонсо ќе заработи 25 милиони фунти, а во следните години очекува барем еднаш да се израдува на шампионската титула. Фернандо во Макларен дојде од тимот на италијанскиот Ферари, каде возеше 4 сезони, од 2010 до 2014 година. Времето денеска беше сончево и многу топло, со UV индекс со вредност 7. Температурите достигнаа до 36 степен, што е невообичаено за овој период од годината. Затоа потребна е посебна внимателност за заштита на здравјето на населението и почитување на општите препораки, заради потребниот период за адаптација кон повисоки температури. Ова беше се за денеска. Почитувани, благодарам на вниманието. Останете понатаму и со програмата на К1 телевизија. Имете пријатна вечер.